Земјоделскиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев Штип повторпат е домаќин и организатор на 4-та Brain Gain конференција во склоп на активностите на Horizon Europe проектот Карбоник. Овој пат сме на тематика агроеколошки потенцијал за одржливо јаглеродно земјоделство и целта на конференцијата е да ги обедини експертите, националните експерти од земјава, меѓутоа и националните експерти од диаспората, кои што и во самиот формат на конференцијата, целта на конференција да се дренираат, односно да се знаењата кои што се стекнати во меѓународните институции, нашите експерти од диаспората да ги пренасочат кон предување на јаглеродното земјоделие во земјата. Искрено се надевам дека денес ќе имаме успешна и продуктивна конференција. Со посебно би сакала да нагласам дека генералните заклучоци од конференцијата ќе бидат поставени и јавно достапни на платформата Карбоника Академија, која е слободен формат, достапна на веб страната на проектот. Денешната конференција се присутни чинителите од квадрополниот хеликс на проектот, опфаќајќи ги представници на владините, невладиниот сектор, понатаму академската заедница и секако најзначајниот сегмент од овој квадрополен хеликс, а тоа се производителите, односно секторот стопанство. Посебно мора да нагласам дека денес на конференцијата присутни не се и нашите студенти од Земјоделскиот факултет, студентите на првиот, вториот и третиот циклус, односно новите генерации кои што ќе носат идеологијата на одржливо земјоделско производство. Денеска на Земјоделскиот факултет се одржува 4-та Brain Gain конференција во рамките на проектот Карбоник на тема агроеколошки потенцијал за јаглеродно земјоделство, глобални знаења и локални предизвици. На конференцијата учествуваат професори, национални истражувачи од диаспората, експерти и фармери со цел размена на научни сознанија, искуства, идеи и сознанија за одржливо земјоделско производство со фокус на јаглеродното земјоделство. Јаглеродното земјоделство, како што и многу пати до сега имаме посочувано, во рамките на проектот Карбоника представува систем кој што преку зачувување на јаглеродот во почвата и рационално користење на ресурсите, поттикнување на биолошката продуктивност, ги интегрира мерките за ублажување и адаптација на земјоделството на климатските промени. И токму тука се наоѓа најголемиот предизвик и најголемата можност за земјоделството во 21. век да најде рамнотежа помеѓу продуктивноста и одржливоста, односно меѓу зголемување на приносите и зачувување на екосистемите. Меѓутоа, јаглеродното земјоделство не треба да се свати како систем за една сезона или за една производна година, бидејќи ефектите во голема мера не се видливи веднаш, потребно е подолгорочна визија. Но сепак од преземените активности досега во рамките на проектот Карбоника и добиените прелиминарни резултати покажуваат дека јаглеродното земјоделство представува ветувачка стратегија за за зголемување на залихите од јаглерод во почвата, подобрување на продуктивноста и структурата на почвата и ублажување на климатските промени.